Субвенцијата за кирија што ја доделува општина Куманово од 3000 денари е зголемена на 6000. Одлуката ја донесоа советниците на последната седница на Советот. Советниците изгласаа и одредени распределби на финансиски средства. Повеќе детали од раководителот на секторот за култура и спорт, социјална, здравствена и детска заштита Александар Крстевски. Имаме измена и на програмата за социјална заштита во општина Куманово за 25 година. Така со точките 8 обезбедување на домување, субвенционирање на трошци на кири од 3000 денари се заменуваат со 6000 денари и тука се вметнува име на корисници, тоа е корисниците на социјална сигурност на стари лица и жртви на семејно насилство. Точка 8 се заменува временската рамка, каде што корисниците на социјална сигурност за стари лица ќе добијат 12 месеци субвенционирање, жртвите на семејно насилно ќе бидат 3 месеци. Што се однесува до распределба на финансиските средства наменети за вршена социјална работа од социјалната заштита на здруженијата на територијата на општина Куманово за 2025 година, заради поголема транспарентност при поставување на постапката за делување на финансиски средства од буџетот на општина Куманово, имаме утврдување на услови на невладини организации кои пријавија услови и според нив таксативно се наредени. Тоа се 4 организации: Хуманитарна здружение Мајка, Детска светлина, Инклузива и Чекор Плюс, каде што вкупно им се доделува 2.400.000 денари, остануваат 600.000 денари. Предлог одлука за распределување на финансиски средства во вид на финансиска поддршка за спроведување на превентивни промотивни активности за унапредување на здравјето преку кампањи од областа на здравствената заштита на здруженијата и други правни лица на територијата на општина Куманово. Тука финансиските средства се 100.000 денари. Организации кои ги исполнувале условите се Здруженијето Мајка, Женското здружение Линда, Центарот за ромска заедница Дром, Здружение на висши и средни медицински сестри, техничари и акушерки и Здружение диабетичари на општина Куманово со вкупни средства од 100.000 денари. Што се однесува до програмата за социјална заштита, сами знаете дека претходната година беше една од поголемите програми и тука имаме субвенционирање на трошоци за комунални услуги, обезбедување на помош на домување на материјално стамбени необезбедени лица, еднократна парична помош и помош во натура, ослободување на партиципација на деца од 0 до 6 години за користење на јавната установа детска градинка Ангел Шајче, народна куќа за лица кои се наоѓаат во најголем социјален ризик, повластено користење на паркинг услуга на јавните паркиралишта. На јавниот повик, што е за социјални услуги, имаме обезбедено 3 милиони денари, колку, ако не се лажам, така ли беше? А само 2400 се поделени, што со останатите? Останатите 600.000 денари, председателка, веднаш по донесување на одлука на доделување на финансиски средства во тек на неколку една или 2 недели ќе објавиме нов јавен повик каде што многу организации кои претходно не се јавиле, кои не биле информирани, веќе имавме некои работни состаноци, ќе ги информираме за да можат сите да аплицираат, бидејќи ние стоиме во служба на граѓаните.